зборуваат и репрезентативни имиња кои се присутни на турнирот, меѓутоа во еден амбиент кој поликува на едно европско или светско првенство со сите стандарди, со сите услови за работа и за преборување на борачите, вклучително и на сето оно што се случува како навивачи. Радомир знае да биде добар домакин и сето оно што го прави. Така да јас се надам дека гледачите ќе уживаат во едни квалитетни борби. Да, го видовме експресно првата борба до 57 килограми. Јон Булгаров од Молдавија го победи Младен Евтимов од македонската селекција, а ова е сега 61 килограм, каде што Ник Дојчинов се бори против Ивајло Тисов, двајца бугарски надпреварувачи кои што дојда до финалето во ова конкуренција. Само да напоменеме дека тука вкупно настапуваат борачи од 10 земји. Еве и тоа е како знак на јубилеите, сега една бројка која што е онака маркантна: Албанија, Бугарија, Грција, Израел, Косово, Молдавија, Црнагора, Романија, Србија и борачи од Македонија. Точно така, видовме првата борба. Младен Евтимов, млад борач од борачки клуб Бучим. Мислам дека сепак е добар успех за него и самото учество во финалето. Меѓутоа сега во следната борба гледаме тука финале на двајца борачи од Бугарија, Ник Дојчинов и Ивајло Тисов. Знаеме дека школата по борење во Бугарија дава фантастични добри резултати и гледаме дека и овој пат се дојдени со можеби една од најсилните репрезентации кои ги имат млади борачи, меѓутоа многу квалитетни, не случајно и веќе во самото финале има двајца борачи од Бугарија. Според некои информации Тисов е фаворит во целата работа и тоа го покажува веќе со водството од 4-0 против неговиот репрезентативен колега. Само да напоменеме дека амбиентот е на ниво на многу позначајни надпревари, иако рековме тука имаше и светско и европско клубско првенство, завршницата, оние финалиња во купот на шампионите, интерконтинентален куп, имало и европски првенства во помлади категории, балкански првенства и како што рековме 10 пат македонски бисер. Сето тоа нормално во соработка со Боречката федерација на Македонија, да напоменеме дека тука меѓу другите се присутни и министерот за спорт Борко Ристовски, кој што го отвори ова надпреварување и спомена дека Министерството за спорт секогаш било и ќе биде со оваквите особено спортови кои што носат резултати, носеле и како што е борењето е најуспешниот спорт во Македонија. Тука е градоначалникот Љупче Почивалец, тука е човекот кој што беше најзаслужен за тие феноменални остварувања, величинствени подвизи на Бучим Јака 95-96, Ванчо Чифлиганец и кој што е практично иницијаторот и на оваа монографија која што денес беше промовирана, 50 години македонски бисер и 30 години од светската титула на Бучим Јака, а од спортски агол голем број спортисти, спортски работници предводени од најуспешниот македонски спортист во историјата, олимпискиот шампион Шабан Трстена, кој што е и 11-кратен победник на македонски бисер и тука символика како најуспешен македонски и воопшто борач на овие турнири. Да, што се однесува до Шабан Трстена, фантастична кариера, нешто за сега ненадминато во борењето и во светски рамки, меѓутоа и оно што го напоменувате во односи на двигателот можеби на македонското борење Ванчо Чифлиганец, ова што сега продолжува да го прави како традиција на многу други претходни функционери, градоначалник Љупче Почивалец, меѓутоа и министерот за спорт Борко Ристовски кој на некој начин дава силен прилог и во моментов голема поддршка на боречките клубови во Македонија. Да не го забораваме тука председателот на Боречката федерација и огромен број на борачи кои денес се тука присутни, кои ги следат надпреварите и има што да видат, бидејќи реков уште еднаш фантастична организација, нешто што можеби наликува на токму на европските светските првенства, меѓутоа и со еден многу висок квалитет на надпревари. Така да јас верувам дека публиката ќе ужива во финалните борби, бидејќи ова што сега можат да го видат е рамно на такви едни големи првенства што може да се гледат на европските надпреварувања и светските, па и на олимпијадите. Добре, тоа што иако немаше некој импозантен број на учесници, меѓутоа сите оние 66 кои што беа присутни во елиминациите, оние почетни борби на патот до финалето или во борба за третото место, требаше доста да ја одработат, да се помачат и уште подобро што имаат 15 на македонски
борачи на кои што им е неопходно такво искуство на вакви престижни турнири, затоа што знаеме дека низ децениите наназад токму на македонскиот бисер се калеле нашите борачи. Тука се раѓала и мотивацијата за оние врвни настапи, па и успеси, трофеи на европски, светски и на олимписки надпреварувања. Да, што се однесува до домашните борачи или оно што всушност сега после 50 години се случува, му претходило некоја визија претходно кога се создавало македонското борење, кога имало потреба од меѓународен докажување, кога имала потреба да се представи Македонија и така натаму, некој смислил дека тогаш треба да имаме турнир. Струшки беше 7 пати во Струга, понатаму продолжува во сите градови низ Македонија и тоа е моментот кога отприлика датата е таа, не се менува, кога е можноста на нашите најдобри борачи, репрезентативци да се ја докажат својата можност на меѓународен настап и да бидат видени на македонската сцена. Како што рековме, Тисов беше убедио подобар 11-0,